клиничка болница Битола во рамките на проект за меѓугранична соработка со Република Грција под наслов Унифициран информационен систем за размена на информации на ниво, на примерно ниво во пограничниот регион за итни случаеви. Една од активностите на овој проект е набавка на дигитален мамограф кој отсуствува моментално во клиничката болница. Тендерот е во тек, набавката ќе заврши некаде до крајот на летото и понатаму во рамките на овој проект после септември ќе се врши веќе извршено мапирање на теренот во кој подрачје во Битола и околината има најмала застапеност на жени кои што имаат извршено мамографски преглед или пап тестови. Во тој скрининг ќе бидат вклучени тие жени што ќе бидат одбрани од лекарскиот проектен тим. Намене е докторката Николина Ристевска и докторот Александар Димовски, рентгенолог, односно гинеколог, кои ќе го вршат скринингот. Во мапирањето што го изврши Министерството за здравство на Македонија, кои се едни од партнерите во проектот, ќе бидат опфатени Битола, Новаци, Претор, Грнчари и Меджислија како дел од пограничниот регион со Република Грција. Значи, населението подетално ќе биде информирано на поединечни инфоденови кои ќе бидат одржани во простор кој што ќе го одберат жителите на населените места каде што ќе се врши информирањето и на лице место ќе бидат информирани за важноста на овие скрининзи за жените. Имаме и статистика дека многу мал број на жени извршиле мамографски прегледи, поготово во овие, да речам, понепристапни подрачја што се во околината на Битола, во Преспанскиот регион. Така да ќе биде возможен бесплатен скрининг за најмалку 200 жени, ако има повеќе интерес и за повеќе, кои што ќе бидат со превоз донесувани до Битолската болница и тука ќе биде извршен мамографски преглед и ќе биде земено за анализа пап тестови за жените и понатаму нормално ќе следат резултати за сите нив, ќе следи информирање за понатамошни активности што треба да се преземат во однос на тие резултати и така натаму. Инаку, проектот е финансиран од Европската унија со 15% учество на Министерството за локална самоуправа на Република Северна Македонија. Значи, во последните 5 години во Република Македонија од карцином на грло на матка починале 53 жени. Диагноза се поставува со скрининг процедури, со биопсија и со имеджинг методи. Скринингот со пап тест може навреме да ги идентификува тие преканцерозни промени и доколку навремено се лекуваат, се третираат, може да се спречи појавата на карцином на грло на матка. Исто така, карциномот на грло на матка може да се превенира и со вакцинација против HPV вирус. Со оглед на тоа што високоризичниот тип 16 и 18 во 72% случаеви причинува карцином на грло на матка. Најновите препораки се да се подигни свеста кај женската популација да одат на редовни гинеколошки прегледи. Статистиката покажува дека само 55% во Македонија од женската популација имаат избрано матичен гинеколог. Од овие жени кои што имаат матичен гинеколог, кај 44% се испратиле покани за да направат пап тест, а направиле само 27%. Односно, бројот на жени кои што во континуитет прават пап тестови и HPV тестови е само 15% во Македонија. Новите препораки велат жените меѓу 30 и 65 години на секои 3 години да прават HPV тест, а под 30 години да прават пап и HPV тест. Затоа што се знае дека во 72% причинител за карцином на грло на матка е вирусот HPV типот 16 и 18. Постојат вакцини, имаше 4 валентна, сега има и 9 валентна вакцина. Се вакцинираат девојчината меѓу 9 и 13 години во 3 дози за време од 6 месеци.